Добро вечер од студиото на Скок. Повод за вечерашнава емисија е доајенот на спортското новинарство во Македонија Миодраг Мицковиќ. 40 години спортски новинар, сега веќе пензиониран. Мене ми беше уредник, шеф во дневниот весник Скок. Зошто токму Мицко вечерва, Дургутов? Што кажува Мицко? Добро вечер и од мене до нашите гледачи. Пред да кажам што кажува Мицко, само да кажам дека и мене ми беше шеф во спортската рубрика на дневниот весник Нова Македонија далечната 1988 година. Така е. 40 години стаж како спортски новинар. Поздрав, шефе. Жив и здрав. 89 години да тераш. Денес звони телефонот и дигам слушалка. Старски, нели кажано, од другата страна. Шефе, кај сите нема се изгуби. Миодраг Мицковиќ, Мицко, легендарниот спортски новинар. Викам, сум тука со мамата. Знаеш, зошто те барам? Добро бе, шефе, дали сум ја остарен или не знам да проценам, или сум затупел или зарагел. Абе, како може сите овие да коментираат и да пишуваат и спортски портали, да не речем и телевизии, и вестници, Вардар освоил златен бод против Оска во Охрид. Јас сега се смеам, кога ова Мицко ми го каже на телефон. Не е за смеење, да, не е за смеење. Не, ама не можев да издржам, се насмеав. Од черет, колку жив и здрав да е му работи резонот спортскиот, фудбалскиот. А јас не успеав да следам, имаше такви наслови, златен бод? Вардар освои златен бод против Воска во Охрид. Сега 6, ако добро ме држи сеќавањето, 6 надпревари Вардар игра со Воска поред и има еден златен бод овој последниот и 5 порази. И 5 порази. Страшно е тоа. Ова како сурова статистика не е вицкасто, нити е за смеење, ова е навистина некој поразителен биланс против таа Воска. Полн респект кон нив, да не излезе дека ги подценуваме, иако имаат кратка традиција, немаат ни 10 години. Колку години е Воска на сцена во фудбалот? 10 на години дали се формирани, помалку од 10 години. Игра со Вардар два тогаш и новинариве што имале наслови златен бод дури оправдано. Значи излага дека после 6 утакмици ако еден бод, значи пак златен бод. Мислам, добро, јас сваќам пародијата и иронијата, ама мислам дека Мицко е повеќе во право, дека не може тој бод да биде златен, ајде да е вреден, значаен во ред, ама златен. Од овие 6 последни надпревари против Воска, зборуваме, Вардар играше во втората лига со Воска, тоа беше нашето прво гледање во живо на Воска Вардар на Билјанини извори во Охрид, и од тогаш навака 6 се наредија веќе надпревари. Еве што вели хронологијата, 23 април 2023 година финиш на втората лига. Тогаш кога бевме во Охрид, да. Беше забранет пристап на гледачите, на вардарците не им беше дозволено, се играше пред празни трибини. Имаше можеби 100-150 редари. Не беа баш празни трибини, имаше редари 150 редари. Ковидите дојдоа и беа. Позади беа, да. Не им беше дозволено. Па од тој надпревар излезе она најгледаното видео на YouTube канал Дургутов. Снимено од твоја рака и со твоја камера. Знаеш ли како го снимив? Ти знаеш како го снимив? Знаете ли како го снимив она видео, како беше насловено видеото? Сакаат да не уништат, но нема да успеат, така беше? Сакаат да не уништат, но нема да успеат. Тоа стана на известен начин слога. Да, вирално стана тоа видео, ќе кажам само... Го имате на YouTube каналот, можете да го видите. Ќе кажам само кратко како настана видеото. Вардар води 1-0 со Воска и таа утакмица многу и значи, затоа што со таа утакмица и со тие бодови, со таа победа, 3-4 кола пред крајот. Да, Грна и Бајо беа тогаш во клубот и целата втора екипата што играше во втора лига, сите фудбалери, нели, кои беа сега тогаш. Десник, Жоглев, Роберт. Вардар води со 1-0 на трибините, новинари само јас и ти од Скопје и имаше таму локални неколку луѓе, да. Во секој случај пристоен пречек од страна на раководството на Воска, претходно се најавивме дека ќе бидеме присутни, дека ќе снимаме, немаше никаков проблем. Значи професионално излегува од тој аспект, нели, убаво е да се потенцира. И Вардар води 1-0 и негдека во 90 и не знам која втора минута прави измена нашиот тренер. Не се сеќавам кој точно влезе и како влезе. Важно прави измена, влегува друг играч и 92 Вардар 1-1. Во продолжение 94-та или како беше, Вардар губи 1-2.
Обично, може би сте забележале, кога завршува надпреварот, а кога сме решени да правиме извештај, некогаш и не правиме извештај, само гледаме надпревар и се уклучуваме веднаш и веднаш после надпреварот, додека уште се играчите на теренот и се снимаме. Значи го снимаме извештајот, Другутов дава извештај. Сега немаше можност да дадеме извештај затоа што него му беше фатен гласот од стрес, од кој знае од што. Страшни моменти. И јас отидов, да не се подсеќаме на деталите. Ти се тргна на страна. да, јас отидов позади на трибината од местото кај што стоевме, како излегов позади и тука беа всушност сместени навивачите на Вардар, комитите беа тука дојдени. Од тука им беше најблиско. Фудбалерите предводени од тогашниот спортски директор Александар Бајовски се обидоа да влезат преку не можеше, затворено беше. Да, имаше да, полиција, да. беше заклучена вратата Така е, беше. така. Па Бајо, популарниот Бајо им даде насоки и ги поведе, го заобиколија целата пола трибина некаде одоздало влего и се сретнаа со навивачите, така настана видеото. Така настана видеото и таа изјава сакаат да не уништат, но нема да успеат и на некој од комитите. Да, Не ги препознавам по лик, меѓутоа не е ни важно, значи на некој од комитите дадена таа изјава, спонтано, неместено и така натаму. Ова беше дигресија, значи тој е првиот пораз на Вардар кој што ги споменуваме овие 6, 23 април. Еве ги наредните 5 порази. 20 август ли? 23 април 2023 година. Да, да. 20 август 2023 година, веќе Вардар и Воска се во првата лига. Во Охрид се игра 3:2 полувреме, 2:0 за Воска. 11 ноември се игра на теренот Борис Трајковски во Мажари. Вардар Воска 1:2 полувреме, 1:1. Прва лига. 21 април 2024 година, скоро една година од тој надпреварот кога настана виралното видео, во Борис Трајковски повторно Вардар Воска 0:1. Во Мажари пак. Во Мажари. 31 август 2024 година. Втора сезона во прва лига и Вардар и Воска останаа првата сезона. На градски стадион Вардар Воска 1:3, 0:0 и конечно златен бод. И конечно златен бод. 24.11.2024 година Воска Вардар 0:0. Добро, толку е Воска по тебе подобра од Вардар или Воска, или Вардар е толку слаб? Воска има многу чуден тим, искрено. Дури понекогаш ми стануваат и симпатични како се борат, трчаат. Не, борбено играат. Не знаат многу, ама борбено играат. И мислам коректно играат. Овие резултати се многу коректни против Вардар. Тука нема забелешка, офсайд, фаул, нешто. Не е тоа темата. 0:0, Милдраг Мицковиќ ги чита коментарите по спортските сајтови и ме прашува мене за мислење, дали ја мислам дека е златен бод у стил шефе, како време дојде Вардар да се радува на златен бод против Воска. Јас на некој начин во разговорот му одговарам, шефе, ако Вардар со тренери како, не знам, ајде на Чунга Лунга прво ми треба Горан Петрески. Кој се беа тренери ги вака од овие 3 години? Првата изгуби Грне. Грне, да. 2:1 со Бајо. Втората изгуби Воска Вардар, беше Бабунски и Ѓоко Хаџиевски во прва лига. Во прва лига првите кола 3:2 август некаде жешко време беше. Бобан Бабуски го водеше. Васовски играше со нив? Васовски играше и изгуби во Мажари. Двата порази се негови. Михајлов? Горас не можам да се сетам. Последниве две кога се. Мислам дека Горас го Не, Горас изгуби 0:1. Значи на толку брзо менување на тренерите. Да, Горас дојде во јануари 2024 на 21 април Вардар Воска 0:1. Значи сите досегашни тренери на Вардар да не веруваш. Сите имаат пораз од Воска. И спортски директор и Ѓоко. Немаат сите пораз, извинувам. Овој нема Седловски. Има златен бод. Седловски нема пораз. Епа нема. Ова е да не веруваш, Горан Петрески, популарниот Чунга Лунга, изгуби 1:3. Горас Михилов, добар тренер и тој. Тетовче, Александар Васов. Сите. Мислам, јас ги ценам сите кои излага повеќе мајката од 6 надпревари. Главко Коле како спортски директор изгуби. Ѓоко Хаџиевски како спортски. Да, не, мојавитот ми од 6 надпревари, колку тренери наредивме? Кој извади бод сега? Кој? Најопеаниот од страна на навивачката група комити, најопеаниот, највише пеат за него. Добро, бот не е толку лош ако се тоа се гледа, значи Пурамен издаче бот против Воска, спортскиот директор. Жив не си ако не го спомнеш. Спортскиот директор. Ај кажи го ти.
Игор Ивановски. Другарот мој, мојот Игор Ивановски, колега, да, Игор Ивановски. Во Така секој е. случај една коректна личност. Да. Иако ја имам многу забелешки на него, не е тоа тема, боти Да. за него како спортски директор. Да. Настрана сите овие другите кои Па издобија. така е, фактите се тие, што да правиме. Денеска е вторник, утре Вардар игра на градскиот стадион. 27 ноември, вонерно коло, Вардар Гостивар. Утре Вардар Гостивар во 13 часот. Утре во 13 часот на градскиот стадион во Скопје. Јас така си сакам да го викам градски стадион. Официјалното име Тодор Проевски. Бајде или Тодор Проевски ако сакате се едно. Во 13 часот Вардар Гостивар, што ќе биде утре? Ај прво да кажем кога е последната победа на Вардар. Го испуштиме. Ако не забележав Против оваа Воска. емисија, немаме джингл, немаме ништо. Завршувам. 29 октомври 2022 година. Вардар Воска 2:1. Втора. Што тераш сега не сватив? Кога Вардар последен пат ја победил Воска? Кога ја победил Вардар во Скопје? Значи пред 2 години, 29 октомври 2022 година. Најверојатно Джиджи Илиевски го тренер. Или Грне, не сум сигурен. Чисто како податок за публиката. Значи има и победи. Има и победи. Има и победи. Со Гостивар? Ќе одиме на Гостивар Јужна? утре 13 часот, да сме живи и здрави, се надевам дека ќе отидеме. Не, ние рековме дека ќе истераме оваа полусезона на Вардар. После тоа Господ здравје Шибицарење, нека дава. не шибицарење. Легално раководство. Ама не Сега може, ама Вардар не е, може да биде 6 пати аде. Вардар е наш клуб. И клуб на многу како нас, така да мене не може личности да ми бидат причина да не одам да го гледам Вардар. апсолутно. Значи, Апсолутно. живи и здрави, се гледаме утре од 13 часот на градскиот стадион во Скопје. Да се надеваме дека Вардар ќе извади добар резултат. За Јас мене е мислам победа. дека добар За мене е резултат се победа. само 3 бода. Така. Не би сакал и во недела против Тиквеш исто 3 бода. Тоа се 3 златни бодови против Гостивар и Тиквеш и на последното гостување во Кратово против Силекс, таму е златен бод. А ова што го кажа славниот Миодраг Мицко дека е златен бод против Воска во Охрид небијанен избори, извинете, ја лично не се согласувам. Без оглед на овој биланс. Ќе излезе дека е така. Добро. Што да кажеме? Тоа е тоа од нас за вас вечерва. Доколку ви се допаѓаме, кликнете лайк. Претплатете се subscribe доколку сакате. Имате таму нотификација да ви стигнуваат нашите видеа, се стиска од subscribe-от. Се стиска уште едно дугменце за да ти доаѓаат нотификации. Се гледаме утре од градскиот стадион во Скопје. Поздрав. Довидување до скоро.